Онлайн продажбата на облека во светот е во голем пораст. Она што потрошувачите го бараат е лесно да може да ги пребаруваат производите по големина, боја, стил, тип на продукт и така натаму, при што филтрирањето на саканиот производ треба да се одвива многу бргу. За тоа да може да функционира во познатите модни брендови Guess, Esprit и други, задолжена е штипската стартап компанија Pixel, која со помош на вештачка интелигенција разви ваков ефикасен систем за потребите на модната индустрија и големите онлайн продавачи на облека. Во Innovativnost Insights, основачката на Pixel, Светлана Кордумова Трајанова, ни го раскажа патот на овој штипски стартап до инвестиција од безмалку 2 милиони евра. Светлана, здраво! Здраво! Во денешно време многу актуелна тема е вештачката интелигенција. Незината сеприсутност во сите сегменти на бизнисот и на живеењето е видлива, но интересно е тоа што пред 6 години кога ја почнувавте компанијата Pixel, вештачката интелигенција беше интегрирана како составен дел од вашиот бизнис концепт. Што работи Pixel? Pixel е бизнис за бизнис, SaaS компанија, софтвер за сервис, која што пред се работи со e-commerce индустријата и го решава проблемот на генерирање на податоци за продукти. Моментално сме фокусирани на модната индустрија, каде што, еве, например, ако некој има бренд или маркетплейс кој што продавалишта онлайн, да кажеме фустан како вашиот, и сега треба да внесе податоци за тој фустан, дека е шарен, абстрактен патерн, дека има јака, дека е на закопчување. Сите тие податоци моментално се внесуваат мануелни, а се многу потребни, например, ако сакаш да направиш филтрирање на e-commerce продавницата. Нели, обично одиш, имаш мажи, жени, па фустани, блузи, и сите тие податоци кои што се рачно внесуваат, нашиот продукт ги генерира автоматски со препознавање на слики. Всушност, ние имаме изградена вештачка интелигенција која што може да препознава во слика каков продукт постои од модната индустрија, например фустан, која е бојата на фустанот, дали е на кратки долги ракави, каква е јаката, и сето тоа им помага на нашите клиенти да заштедат време, нормално да заштедат и пари, затоа што инаку треба некој рачно да го внесува. И плюс на сето тоа, друга вредност која што имаме измерено им помага и со подобра продажба, зашто колку повеќе податоци имаат, толку е подобар пребарувањето на тие продукти. Например, ако некој сака специфично, не знам, 3/4 ракави, ако го немаш тој податок, нема да ти излезат тие продукти и всушност нема да се купи. Така, тоа значи дека она што нас не изгледа лесно кога одиме на некој сајт и сакаме да купиме нешто и пребаруваме по различни параметри, всушност позадинскиот дел за сето тоа да функционира е она што го нуди софтверот кој што вие го развивате. Ние ги генерираме тие податоци кои што сите моментално во индустријата се генерираат, се пишуваат, некој седи позади компјутер и ги внесува. Всушност и тоа е вештачката интелигенција да помага на луѓето и на нас, нели, во секојдневната работа. И тоа што ни е еден од поголемите предизвици, еве, кога продаваме продуктот, е тоа што моментално има толку многу голем хајп околу вештачката интелигенција, дека ќе изгубиш работа, дека ќе се смени, нели, работните позиции. Меѓутоа, тоа што ние го разговараме со самите клиенти е дека нема луѓето да изгубат работата, само ќе станат поефикасни. И всушност дека нема вештачката интелигенција да ги замени луѓето, туку ќе ги замени тие луѓе што не користат вештачка интелигенција. Зашто тие што знаат како да ја користат ќе бидат многу по-ефикасни и продуктивни во работата, отколку ако пак правиш се рачно. На кој начин вештачката интелигенција практично е имплементирана во софтверот на Pixel? Вештачката интелигенција е кај нас во позадина на софтверот, зашто тоа на некој начин е само алатка или интелигенција која што потпомага на тоа што го гледаат самите корисници или клиентите. Значи, тоа што се случува е дека клиентите ни испраќаат слики од продуктите, дали продаваат джемпери, кошули, блузи. Всушност, они треба само да ни испратат слика. Сега вештачката интелигенција на нас ни е хостирана на Google Cloud, значи таму ни се моделите кои што невронските мрежи кои што размислуваат на некој начин, размислуваат и може да препознаат што е тоа во сликата, го препознаваат, генерираат податоци,
Всушност, исто како што човек би искуцал податоци, така вештачката интелигенција ги куца тие податоци, ги генерира и сето тоа се случува за помалку од секунда. Значи, од една слика се праќаат на невронската мрежа, таа препознава што има во сликата, генерира податоци и враќа назад на клиентот. Сега, тоа што го клиентите гледаат е сликата и податоците. Тие не мора да знаат што се случува и какви процесирања се случуваат во позадина. Тоа што ние го даваме како велио дека ти за една секунда од една слика ќе имаш податоци кои што ќе бидат спремни за продавање на e-commerce продавницата. Тоа се наслови, descriptions, атрибути, оптимизирани мета податоци за search engines или за SEO, за Google. И сето тоа се случува многу брзо. Еве пред 6 години, како што кажа, постоеше. Јас кога завршив докторат во Амстердам, тогаш го започнав продуктот. Значи таа интелигенција и тие модели постоеа, меѓутоа не беа достапни до самите корисници. Зашто не може секој да знае како да искодира или да направи вештачка интелигенција. Тоа леснотијата на користење е тоа што ние го нудиме. Кои се корисниците на Pixel? Корисниците на Pixel се всушност компании кои што продаваат продукти онлайн. Како што кажав, ние сме фокусирани на модната индустрија. Дел од клиентите кои што можам да ги спомнам се Guess, тоа е моден бренд. Друг моден бренд кој што работевме е Esprit. Имаме плюс retailers, тоа се препродавачи на облека од брендови, тоа се Otrium, Tendam. И повеќето од клиентите кои што се на Pixel се всушност од странство. Значи работиме примарно со европски пазар. Имаме некои клиенти од Америка и неколку од Азија. Интересно е што овој софтвер се развива во Штип, во градот на модата што се вели во Македонија. Постои ли некаков интерес ова да се имплементира можеби во нашата текстилна индустрија? Моментално нашето решение е имплементирано во модниот бренд Линеа. Тие го користат. Бевме во разговори со Fashion Group, сега сакаме да збориме и со Magnetic, така да мислам дека и нивото на свесност за вештачката интелигенција во Македонија полека расте. Како млад и перспективен стартап од Македонија, колку успеавте во изминатите години да обезбедите инвестиции? До сега Pixel има обезбедено инвестиција од 1.800.000 евра. Да се покрени инвестиција не е лесно. Мислам дека не е лесно каде и да си во светот. Треба да покажеш дека имаш направено продукт кој што решава вистински проблем. Треба да почнеш да добиваш клиенти, да имаш некој трекшн или да кажеме некој ревенју кој што ќе го генерираш, да покажеш дека стварно твојот продукт носи вредност на некој и е спремен да плати. Меѓутоа, мислам дека убавината на стартапи е тоа што се многу resourceful. Значи ти со многу малку треба да успееш да направиш многу повеќе. И мислам дека за да се направи стартап, пред се треба да имаш желба. Јас секогаш викам за секој проблем има најмалку 3 решенија и кога си имаш желба, секогаш се наоѓаат решенија. Сега убавината на тоа да започнеш стартап во Штип е затоа што има, да кажеме, и факултет во Штип. Мислам дека и тука има многу бистри, млади, паметни луѓе со кои што може да се започне работа. И затоа ми е многу кеф што го имам во ова интервју, се надевам дека ќе мотивираме и други луѓе. Ние тука започнавме и проект кој што се вика Connect Hub. Во просториите на Pixel отворивме места и за други млади стартапи ако сакат да почнат да може да доаѓаат овде да работат, да разменуваме искуства. Кои се предностите, а кои се ограничувањата да се работи за светски пазар, а од Штип? Предностите за да се работи од Штип, како што кажав, е дека тука има факултет кој што вади доста добри млади кадри кои што се паметни и со кои што може да се започне работа со, да кажеме, на некој начин помал трошок. Сега недостатоците се тоа што нема доволно искусен кадар кој што може, например, да го земеш и да почне со работа. И тоа беше еден од предизвиците кој што кога покренавме инвестиција ни дојде. Затоа што на почеток кога работите се одбиваат поспоро, имаш време за учење, имаш време за обука, меѓутоа моментот кога ќе добиеш инвестиција, треба да покажеш раст многу брзо. Сега за да покажеш раст многу брзо не можеш со многу, да кажеме, джуниори или неискусни луѓе тоа да го правиш, туку треба моментално да вработиш искусни луѓе кои што ќе направат многу голем развој на брзинка. На кој начин може
државата да помогне за еден по-сериозен и по-забрзан развој на младите предприемачи? Мислам дека може да помогне на повеќе начини. Прво е, мислам дека Фондот за иновации е супер, кажам, организација која што помага. Меѓутоа, освен инвестициите, мислам дека е многу убаво да се даде и искуство и знаења. Сега, како би можела државата со тоа да помогне ако тука немаме, може, например, да се донесат искусни луѓе од страна, кои што би се покрила дел од платата за овде, дури да работат ремоут, зашто не може да покриеме ние странски плати, е потешко. Така да такви некои програми кои што би донеле луѓе кои што веќе го поминале тој период на раст, од стартап во скейлап. Како вештачката интелигенција, новите технологии ја менуваат модната индустрија во која што вие сте фокусирани, но и како ги менуваат останатите индустрии? До каде ќе оди овој развој? Вештачката интелигенција ќе има големо влијание на модната индустрија и на сите други индустрии. Еве ќе започнам со модната индустрија или со e-commerce делот од модната индустрија. Мислам дека ќе помогне во ефикасноста пред се, ефикасноста на тоа како ти од еден продукт кој што ќе се произведе да се продава на онлайн продавниците, тоа што ние го правиме генерирање на податоци, меѓутоа плюс и генерирање на слики. Значи моментално со Generative AI може многу лесно да се генерираат слики на модели со различна големина, различен пол, значи ти имаш само слика од продукт. Не мора да се вработуваат манекенки кои што ќе го носат, со Generative AI може тој продукт да се изгенерира како некој да го носи, значи ќе помогне во ефикасноста на креирање на слики. Мислам дека ќе помогне многу и во самата продажба. Мислам дека корисничкото искуство и начинот на кој што ние купуваме онлайн скроз ќе се промени. Значи еве почнуваме да гледаме дека има AI агенти во секоја област, така да мислам дека ќе има AI агенти кои што ќе ти бидат personal shopping assistant за персонално купување. Ти ќе одеш на онлайн продавница и буквално ќе си правиш муабет со продавницата. Мислам дека и машините кои што се користат за производство на не само на алишта, на се, ќе станат многу попаметни, ќе помогне во ефикасноста и во брзината. Што понатаму со Pixel, каде вие ќе се развивате, дали останувате фокусирани на модната индустрија или можеби ќе го проширувате вашето делување? Pixel моментално работи со модната индустрија, меѓутоа во овој последниот квартал од годината веќе почнавме да се шириме во други индустрии. Навлеговме во индустријата со мебел и homeware, значи веќе почнуваме да имаме клиенти кои што исто така продаваат онлайн мебел. Почнуваме и во козметичката индустрија да генерираме податоци и за производи за убавина. Така да ние полека сакаме да се развиваме во насока да станеме лидери за генерирање на податоци за било што се продава онлайн.